за владење на правото и фундаменталните права. Меѓу нив и 1 милион евра за така наречените истражни центри на јавното обвинителство, кои, како што откри последниот ревизорски извештај, на функционалноста на обвинителството се уште не функционираат. Елена Ивановска-Муковска ги пренесува на одите на ревизорот, но и експертските коментари. Недоволна кадровска екипираност, недостаток на финансиски средства, нецелосна реализација на стратешки цели, нецелосно уредена законска регулатива, несоодветни ресурси, опрема и услови се само дел од листата на се она што требало, а го нема во доволна мера во обвинителствата кои треба да истражуваат и гонат од насилен до многу софистициран криминал и корупција. Државниот завод за ревизија ги анализира институционалните капацитети на јавните обвинителства од 2016 до 2018. Една од клучните алатки е формирање на истражни центри, предвидено во ЗКП, кој стапи на сила на крајот од 2013, а се планира да профункционира дури годинава. Одлука за формирање на истражни центри во Скопје, Тетово и Куманово е донесена во септември 2018, а една година подоцна започна твининг проект финансиран од Европската унија. Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар, за кој ревизорите препорачуваат да продолжи со отпочнатите активности. Со новата улога на обвинителите да ја водат истрагата порасна и потребите за финансиски средства, но ревизијата открива и дека речиси секоја година обвинителствата добиваат помалку пари од побараното. Од 2016 до 2018 одобрени се околу 72% од вкупно побараните средства. Најзначајно намалување на одобрени средства се забележува кај капитални расходи за опрема, возила, градежни објекти и друго. Од 2016 до 2018 најголем дел од буџетот за јавното обвинителство е за плати и надоместоци, а помалку за инвестиции и развој на јавно-обвинителскиот систем. Проценките се дека на јавното обвинителство за водење на кривичната постапка на годишно ниво му се потребни 150 милиони денари, но му се одобруваат од буџетот 1/3 или 50 милиони денари, пишува во ревизорскиот извештај. Јавното обвинителство постојано е во долгови. Така, например, 2018 ја завршило со неподмирени обврски од околу 48 милиони денари. Од извештајот се открива и дека поради тужби на обвинителите, на кои не им биле исплатени во целост додатоци на плата за 2016 и 2017, обвинителството во 2018 исплатило 28 милиони денари, а 2019 завршила со исплатени над 40 милиони денари, од кои околу половина биле присилно наплатени. Во цела држава треба да има 251 јавен обвинител, но тој број последниве години не бил ни близу до целосно пополнет. Се анализира дека еден од клучните проблеми за недостатокот на обвинители е тоа што за избор во основно обвинителство кандидатот мора да има завршено академија за судии и обвинители, но последниве години нема доволен број на обвинители обучени од академијата. Состојбата со бројот на службеници во јавните обвинителства е уште полоша. Од вкупниот број на систематизирани работни места во јавно-обвинителската служба, заклучно со 31.12.2018 година, кој изнесува 1112, пополните се 391, односно 32,46% од вкупниот број на предвидени работни места. Надежта засега е сконцентрирана кон новиот закон за јавно обвинителство, со кој е предвидено 0,4% од буџетот да одат за јавните обвинителства, доколку со тоа не би се предизвикало нарушување на праведната распределба на буџетските средства. Според професорот Гордан Калајџиев, овој ревизорски извештај е битен бидејќи освен финансиски ги анализира обвинителствата и од организацијски нормативен аспект. Сепак смета дека законот за јавно обвинителство не треба да се зема како завршена работа. Не знам од кои причини немаат заземено никаква критички пристап кон законот. И тука има едно лажно очекување сега дека со тој закон ќе се овие проблеми што се утврдени ќе се надминат. За жал знаеме дека овој закон не само што не ги решава да речем најголемите проблеми, туку создава и нови. И ќе треба да се разбуди, да речем, стручната јавност. Од политичарите тоа многу не го очекувам. Особено актуелната власт, предпоставувам дека доколку остане на власт, ќе се труди да не убедува дека овој процес е затворен. За истражните центри, Калајџиев вели, позитивни искуства црпиме од Италија. Долгиот и бавен пат по кој се формираат кај нас, овие центри според професорот се должи пред се на тоа што првично имаше отпор од МВР, за да го задржи монополот во водење на истрагите.
Обвинителите имаат доста скепса, кажа дека полицијата не им одговараше да дадат дел од моќта. И искуствата со СЕО во овој дел беа револуционерни. Значи, колку може да помогне на обвинителот да има при рака истражители, колку тоа ја забрзува постапката и колку ја прави поефикасна. И од тогаш имаме на некој начин пресврт. И ве гледате, веќе 3-4 години има одлука за формирање на 4 центри. Повикувајќи се на извештајот на Државниот завод за ревизија, Калеџиев препорачува промена во начинот на финансирање на обвинителствата. Прво нагласува дека целиот пристап кон финансирањето е застарен. Значи методолошки од тоа како се бараат средствата, како се доделуваат, прилично етатистички и на ѓутуре би рекол. Значи нема проценка колку чини еден предмет, работен ден или што ја знам. Но она што треба да се анализира во иднина е независноста на обвинителството од извршната власт и политичките елити, посочува Калеџиев. Да се направат некои смени и на политички план, особено посериозно би рекол да се види, да се направи потребните ако треба уставни промени. Главниот обвинител да се оттргне од политиката, бидејќи тоа се покажува како главна пречка на развојот на институцијава како независна. Цел е дека имаме главен државен обвинител, што ќе го биде предлог на владата, ние нема да имаме самостојна институција. Периодот кој го опфаќа овој ревизорски извештај на чело на државното обвинителство беа тројца главни обвинители: Марко Зврлевски, Лилјана Спасовска и Љубомир Јовески. Кој ќе биде одговорот на сите овие дилеми и забелешки кои што се повторуваат и во извештаите на Европската комисија? Елена Ивановска-Муковска за одговор го праша државниот обвинител Јовески. Господине Јовески, ревизорскиот извештај кој што се однесува од периодот од 2016 до 2018 констатира низа забелешки во обвинителствата, прецена финансиската состојба, како и за кадари услови. Таква слична ситуација продолжува и по 2018-та, барем за тоа не е тајна, бидејќи вие неколку наврати го имате тоа говорено во вашите говори. Дали и колку новиот закон за јавно обвинителство, кој што стапува на сила на крајот на јуни, ќе ја подобри оваа состојба и како е сега состојбата во моментот? Ревизорскиот извештај е сочинет од страна на Државниот завод за ревизија од стручни лица, јавното обвинителство по согледувањето на состојбите за институционалните капацитети на јавното обвинителство, сесрно помогна да се согледаат состојбите и мислам дека овој материјал е од корист за јавното обвинителство. Не знам дали ви е познато на забелешките на ревизорите, јавното обвинителство не вложи приговор со оглед на тоа што сметаше дека и смета дека објективно се согледани состојбите. Ова прашање што го наметнавте во делот на финансиите, извештајот не се задржува во делот на трошењето пари, туку едноставно во делот на финансирањето на обвинителство и неспорно е дека средствата што се обезбедуваат за работа на обвинителството години наназад не ги задоволуваат потребите за да може да извршува неговата уставна и законска положба и надлежност. Сметам дека со новиот закон за јавното обвинителство се воспоставува подруг, односно нов начин на финансирање на обвинителството со тоа што се одвојува определен процент од буџетот за потребите на јавното обвинителство и мислам дека доколку се обезбедат средства согласно законот, дека тие ќе бидат доволни да може обвинителството да ја извршува својата функција и да ги алиментира трошоците. Велите доколку и самиот закон остава простор во која ситуација тоа би можело да не се реализира тој процент. Знаеме дека и судството и судскиот буџетски совет треба да добива одреден процент кој што многу често не го добива како што е пропишано во законот. Што доколку повторно не ги добивате тие средства и во иднина? Во законот воспоставени се механизми дека Министерството за финансии делот на буџетот мора да го усогласи со
јавното обвинителство, доколку не го усогласи овој дел со јавното обвинителство може да истапи пред владата и да ги образложи потребите зашто бара толкав износ на средства и доколку и со владата не постигне компромис, отворени се вратите обвинителството да може своите побарувања да ги образложи и пред Собранието на Република Северна Македонија. И мислам дека овие инструменти, овие можности во начинот на финансирање на обвинителството ќе ја засилуваат неговата положба и надлежност во делот на обезбедувањето на финансиските средства. Истражните центри се предвидени во Законот за кривична постапка кој стапи на сила уште во крајот на 2013 година, еве 7 години подоцна, речиси 7, во пракса се уште ги нема. Истражните центри веќе се функционални согласно одлуката на јавниот обвинител во 4 обвинителства, поточно во основното јавно обвинителство, основните јавни обвинителства во Скопје, Тетово, Куманово и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Основани се и тие се функционални во овие истражни центри, преземени се истражители од Министерството за внатрешни работи и од финансиската полиција, но сега заради овие состојби со оглед на пандемијата со COVID-19, овие центри се уште не започнале со ефективна работа и покрај тоа што истражителите веќе се преземени и се на работа во јавните обвинителства. Колку истражители имате преземено? Во основното обвинителство Скопје и обвинителството за гонење на кривични дела од организираниот криминал и корупцијата има по 6 истражители преземено и во двете други обвинителства по 20 истражители. Тоа е помалку од бројката што ја планиравте. Дали планирате и другите кои ви се неопходни да ги побарате или пак ќе останете со овие бројки? Нема да останеме со овие бројки, веќе има истражители во досегашното специјално јавно обвинителство. Ние рачунаме, сметаме и на дел од овие истражители, а доколку се укаже потреба да се зголемува овој број на истражители, ние натаму може да ја зголемиме систематизацијата во овие обвинителства во делот на бројот на истражители. Ревизорите констатираат и дека 10 или 11 обвинителства објекти се реновирани или имаат целосно нови простори, додека останатите се уште кубират со простори, со други услови и овие 11 се со помош на пари од ИПА фонд. Што е со останатите, особено што забелешката е дека обвинителствата се уште се во иста зграда со судовите? Јас можам да го искажам задоволството што во овој период се реновира простори во 11 обвинителства, вклучувајќи определена опрема во тие обвинителства и во 2 обвинителства, односно обвинителствата во Струмица и Битола, ќе влезат наполно во нови простори. Обвинителството работи исто така да се подобрат условите за работа и во другите обвинителства и веројатно тоа дел ќе се прави исто така со средства од ИПА фондовите согласно програмите за наредните години. Произлегува дека ако почнат со работа истражните центри како што планирате, ако законот за јавно обвинителство стапи на сила, еве сега планирано е на крајот на месецот, дека барем теоретски се решаваат сите ваши проблеми. Но во пракса останува да видиме колку тоа ќе функционира и сега се е во рацете на обвинителите, односно на нивниот интегритет, на нивната способност, но и на тоа да одолеваат на притисоци од политиката или пак од бизнис елитите. Има впечаток дека обвинителството од секогаш полесно бара криминал
во оние кои што не се на власт, отколку кои актуелните функционери. Јас уште со моето доаѓање нагласив дека во основа битен е интегритетот на обвинителите. Секогаш сум се залагал и се залагам политиката да биде понастрана обвинителството, дека одлуките треба да се носат во рамките на јавното обвинителство. Сметам дека во таа насока обвинителството има напредок, дека се водат определени истраги, дека обвинителството истражува поголем број случаи и против актуелни функционери, дека се отворени и предмети во кои постапката е предистражна, имаме истражна постапка, дека самото истражување на овие предмети во делот на организираниот криминал и корупцијата бара повеќе време и јас очекувам дека ќе обвинителството во натамошниот период ќе има и соодветни обвиненија во врска со вакви кривични дела.